Почитувани влюбеници во културата, литературата и уметноста, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Навистина ми представува радост кога спроти мене ќе имам една личност која што е практично во мојата улога. Кога велат дека некој е силен филмаџија, сигурно мислат на режисерите, на актерите, на сценаристите, но исто толку важни луѓе за промоцијата, афирмацијата и развојот на филмската уметност имаат и филмските критичари. Затоа ќе посакам добре дојде на нашата реномирана новинарка и филмска критичарка Сунчица Уневска. Мислам дека ова име доволно кажува за какво моќно писателско перо станува збор. Добре дојдовте во емисијата Астрорум, Сунчица, навистина ми е задоволство што ве имам. Тука сме секако да проговориме и за горливи теми, но јас сакам да ве представам како личност. Сигурно луѓето помалку се запознаени со животниот и творечкиот пат на оние што се од другата страна. Вие сте во улога на коментатор, на проследувач на она што се случува на филмската сцена, па сега ќе ве прашам дали од секогаш кај вас постоеше љубовта кон филмската уметност? До каде ви досегаат вашите сеќавања во вашето детство, младост? Какво беше всушност вашето детство? Се тоа такви директни сеќавања и некоја директна, не знам, приказна поврзана со филмот. Сето тоа, еве и кога самата се навраќам, всушност не знам точно кога и каде би го лоцирала, заради тоа што, знаете, понекога сето она што се случува е како некој вид подготовка за нешто што подоцна на кое што ќе му се посветите. Може би не знам, како некое, не знам, како нешто што е предодредено, меѓутоа за тоа се уште не сте свесни. Например, јас во младоста не сум ни размислувала нели на тој начин, единствено бил присутен филмот постојано. Бидејќи моите родители, моите баба, мајка, татко, значи многу се гледаше филмот кај нас, меѓутоа не беше тоа, како да ви кажам, гледање на филм нека заради забава или заради пополнување време, туку имаше многу големо значење. Филмот се зборуваше за тие улоги, тие има влијание на моите родители, значи зборуваа за тие приказни, зборуваа за тие ликови, ги памтеа. Мислам, живеевме со сето тоа на еден одреден начин и многу интересно. Знаете, онака многу по-инспиративно, значи не само јас ги паметам, еве и ден денеска да кажеме, не знам, филмот што се случи со Бејби Џејн, со двете сестри, со Джоан Крафорд и Бет Дејвис, за кој полесна нели јас ги паметам имињата, но тога сум ги паметала како тие две сестри и таа нивна судбина и сето тоа што се случуваше во тој филм, бидејќи сме зборувале многу за тоа, или не знам, за филмот Белите ружи, за Црната сестра, или се зборувало многу за Грета Гарбо, која што беше генерација со баба ми. Или така, мислам, тоа беа приказни, многу интересни, се гледаше југословенскиот филм, значи се живееше исто така со сето тоа. Сето тоа беше присутно. И филмот, и музиката. Моите, например, не беа луѓе што ќе земат и ќе не водат во кино, ние бевме 4 сестри. Се некако беше многу интензивно се случуваше, многу беше исполнет тој живот, но и тоа време беше поинакво. И знаете, моите, например, беа боемски типови. И татко ми, и баба ми. Баба ми беше маđарица по потекло.
И, например, за тоа време во 50-тите или 60-тите години, баба ми беше тип на човек која од Сарајле станува, пие кафе, чита весник и пуши цигара. Они постојано, мислам, беа со друштва, беа по кафеани, беа такви боемски луѓе. И сето тоа што се случуваше во градот, тоа беше еден урбан начин на живење, кој што беше присутен и дома. Значи, за тие работи се зборуваше многу, се зборуваше за сите случувања, раскажуваа. И, например, јас да ви кажам, кога сега зборувам за Скопје, јас си го сакам градот, така сум порасната, ги сакам луѓето, ми значи тоа каде припаѓам. И да ви кажам, повеќе сум врзана со приказните за Скопје нивни, отколку тие на мојата генерација. Тоа ми е многу интересно и на мене самата. И после тоа, веќе кога јас пораснав, нели почнувате сама сето она што сте го впивали, со кое што сте растеле, почнав нели јас самата да го правам. Следев многу интензивно, во тоа време се сеќавате на тие емисии на Небојша Џукелич, имаше емисии за филмот, имаше многу медиуми. Значи јас, за мене беше задоволство, настан беше да се шетам по трафиките и постојано ги чекав сите весници, дали е тоа Нин, дали беа тогаш Дана, се сеќават. Следев филм, следев се од култура и литература следев, и музика, и ги читав тие критики. И сето тоа, знаете, на некој начин едноставно сте го абсолвирале. Сега, мојот пат не одеше така. Јас завршив гимназија, сакав да студирам право, многу сакав криминологија и морам да кажам дека и ден денес понекогаш тоа е единственото кое што можеби нели би го работила или би пожалила што ете не отидов до крај. Бидејќи јас веќе како правник се запослив, почнав да работам во фирма, но тоа беше работа што за мене лично, бидејќи сум многу креативна и сакам креативна работа, сакам уметност, сакам култура, сето тоа ми беше така некако ме убиваше, не сакав да работам секојдневно со тужби, со предлози, со закони за работни односи и почнав да барам нели друга алтернатива, да барам излез од сето тоа. Почнав да пишувам. И некако ви велам, сето тоа се абсолвирало. Значи, јас многу брзо, и самата не знам како и зошто, многу брзо почнав да пишувам во култура и бев подготвена да пишувам во култура. И потоа дојде, нели, тој поголем афинитет кон филмот и потоа дојде целата моја она надградба, затоа што јас и пред тоа следев. Значи, се што се случуваше кога доаѓаше тука фест, кога бев обземена, нели, сите карти, се да видам, секаде да отидам, и потоа некако тоа се канализираше, почнав повеќе со филмот да се занимавам и да се надградувам се повеќе и повеќе. Имаше тогаш, нели, и книги на Милан Влајчич, ги следев Петар Волкова, значи се што можев, енциклопедии, се ме интересираше и ви велам многу брзо дојде тоа. Јас и самата се изненадив дека веќе можев. Не знам, ми се чини дека дури ако ми верувате, првите текстови беа во кинопис. Затоа што јас и не знаев, не бев вработена нели на тој начин, работев право. Каде сакав некаде да се јавам, да почнам да пишувам, се јавив во кинопис, навистина се светна Симинка. И она ми рече, добро, ако мислиш дека можеш, донеси. И јас веќе можев да напишам за филм 13 страни. Бидејќи за кинопис не оди тоа така една-две странички, нели? Оди поголем текст. И веќе тоа ви велам, се едноставно самото по себе било абсолвирано и веќе можев да пишувам, но секако дека сето тоа бараше многу работа и многу надградба. Потоа почнав да се работувам во Пулс, почнав да се работувам во други весници и веќе почна да се посветувам повеќе на тоа и потоа си превагна ова што повеќе го сакам, бидејќи навистина се најдов во таа работа и во пишувањето, и правото го запоставив. Како велат, постои формално и неформално образование, тоа може да биде и квалитетно и неквалитетно во обата случаи. Така што верувам дека тоа акумулирано знаење многу било лесно да го најде каналот, а вие сте се упатиле на вистинското место во кинопис и да тргне приказната така како што тргнала. Кажете ми, не помисливте некогаш, бидејќи секогаш за младите луѓе е поатрактивно, доколку ги фасцинира уметноста, да влезат директно во неа, во праксата? Дали не посакавте да запишете глума, дали бевте фасцинирани од некои глумци или од секогаш чувствувавте дека ќе бидете вие
токму личноста која што ќе го прави пресекот, хронологијата, ќе го дава судот, критичарскиот, прво како публика секако? Не, никогаш не сум имала желба да се занимавам со филмот од таа страна, никогаш. Ви велам, јас и во сето тоа, значи, влегов во културата. Сакав да пишувам за културата и јас од почетокот и пишував за сите теми. И во Пулс кога влегов, не пишував само за филм, пишував за сите теми. И потоа и во Утрински вестник. Например, јас веќе пред тоа имав и филмски критики, работев и кај нив и филмски критики, извештаи од фестивали и се, но и во Утрински вестник пишував за културата и за театарот и за други теми пишував и други коментари. Значи, од секогаш афинитетот беше кон пишувањето. Сега, видите, и тој суд, например, и тоа е многу интересно, бидејќи јас не ја сваќам така ниту ден денес. Значи, филмската критика, дури и тоа постои, значи, постојат различни видови на филмска критика, јас никогаш не сум го сваќала тоа како само оценување на филм. Знаете дали е филмот добро направен или не е добро направен. Јас денеска, да кажем, еве кога пишувам, единствено кога ги пишувам македонските филмови, тога се трудам многу повеќе да се посветам на тој начин на оценување, бидејќи е многу важно за нашите филмови да кажете како е направен, од секој аспект да го опфатите и онака, нели, професионално да го обработите. Но јас кога пишувам за други филмови, јас ја сакам всушност онаа инспиративност која ми ја дава филмот како тема и сакам да пишувам многу повеќе за темата, за начинот на кој авторот ја обработува темата, за оние, знаете, други значења, според некои не се гледаат, за ликовите, за нивните односи, за тоа на кој начин, значи, тие теми можат да имаат одредено влијание, на кој начин може да ги изменат работите. Значи, јас уживам во таа, како да ви кажам, авторска филмска критика, бидејќи тоа не е само, ви велам, оценување. И тоа и така и кај мене одеше. Значи, јас никогаш не се гледав само како критичар кој што ќе седи, нели, и ќе кажува дали е нешто добро или лошо напишано. Јас сакам да пишувам. Меѓутоа сакам да пишувам за одредени теми. Она што ќе ме испровоцира, мене многу ми е важно да го кажам да и својот став, меѓутоа да го кажам она што мислам дека авторот низ таа тема сакам да им го порача на гледачите. Така да јас и кога работам, еве и сега и на книги и ова и она, значи не е тоа само филмски критики и интервјуа кога работам, и имам многу коментари, имам многу есеи, имам различни видови на работа, најмногу сега се повеќе, нели, во врска со филмот, меѓутоа ви велам, многу често може да се случи и за друга тема да седнам и да пишувам. Значи, ќе ми простите што на моменти морам да се правам наудрена дека не ги познавам работите. Секако уметничката критика е многузначна, но кај нас како стојат состојбите со критиката генерално, за жал мораме да ве сметаме како еден вид неизолиран случај, како преседан во многу ситуации, па што и да излезе од вас е значајно за развојот и на македонскиот филм и за проследувањето. Сакам да ве прашам сега, бидејќи дел од вашата работа се и интервјуата со големите филмски уметници, вие имате и книга издадено, меѓу нив Вендерс и многу важни личности. Можете ли да ни приближите какви се тие луѓе, дали ним конечно им значи судот на јавноста, на критиката, колку се задоволни со своето творештво, дали можете низ тие интервјуа да проникнете во самата личност и зошто се толку големи, а тоа да не е само заради филмот или заради тоа што им успеало да создадат едно дело што ќе има таков одек во јавност или повеќе филмови, се разбира. Најискрено да ви кажам, многу повеќе сакам кога сум на фестивал да гледам филмови и да пишувам за филмовите и за тие теми, отколку најискрено да правам интервјуа. Јас дури ми се чини дека да се насочев повеќе кон тоа, јас дури можев да имам навистина 10 пати повеќе од тие интервјуа, но многу повеќе времето го трошам на филмови и на пишување за филмовите. Сега, нормално, значи кога одев на некои фестивали, кога ќе дојдеа, нели, такви имиња, интересни,
чии филмови ми се интересни и со кои навистина сакам да зборувам на еден одреден начин, и зависи на кој фестивал сте. Многу е тешко да се добијат на големите фестивали и кога сум имала можност да ги сретнам во Сараево, во Солун, да ги сретнам на некои фестивали каде што полесно можете да ги добиете, сум се обидувала навистина тоа да го направам и имам големи имиња на кои сум навистина горда. Еве, например, ќе го издвојам Ато Мегојан. Јас Ато Мегојан го обожавам, тоа е еден од моите омилени режисери, бидејќи ги обожавам неговите филмови и начинот на кој размислува. И можам да ви кажам, видете, сите се различни, значи многу ми е различно искуството. Има некои автори кои тоа си го одработуваат професионално, знаат дека треба, нели, да дадат интервју, да кажат што треба. Има автори кои уживаат тоа да го прават и има автори кои не сакаат интервјуа. Значи многу е различно навистина и вие кога ќе почнете веќе ќе видите што и како и се прилагодувате кон тоа, ги поставувате прашањата онака како што треба, за да можете, нели, да го направите и да извадите она што сакате. Мене Ато Мегојан ми беше особено интересен затоа што тие негови филмови ми се многу инспиративни, нели меѓу кои се Екзотика, меѓу кои Клои, меѓу кои се многу познати филмови и тоа особено со женски многу интересни ликови. И јас си составив, бидејќи ми беше, стварно бев инспирирана, многу психолошки прашања. Ви велам, не сакаат сите такви, но Ато Мегојан беше одушевен. И дури после некое прашање ми рече: "Леле, ви благодарам колку убави прашања ми постави." Тогаш ми е навистина задоволство, затоа што и он така и одговараше. Значи, уживаше во начинот на кој зборуваше и дури самиот ми се чини дека преоткриваше некои аспекти на филмовите кои ги работел. Тоа е навистина уживање, верувам. Сега, има некои кои ме изненадиле обратно, да кажеме, еве актер, Џон Малкович. Џон Малкович, нели, го гледаме и он е навистина импресивен како актер. И делува многу природно, делува дека е толку талентиран, толку, мислам, навистина е фасцинантен во секој област. Меѓутоа, ме изненади, него го сретнав во Карлови Вари, ме изненади, а тоа ми се случило со неколку мина до сега, колку што е поприроден на екранот, може да се случи обратно во природа. Значи, он беше толку неприроден во природа, толку наместен, толку внимаваше на се што ќе го прашате, го повторуваше, па сакаше да види што уствари вие сакате од него, па со таков еден страв, како да ви кажам, со една ограда, со една дистанца, што ќе каже, како ќе каже, цел беше облечен во бело, наместен на одреден начин, со одредени пози, многу ми беше жал за тоа. Жал ми беше заради тоа што не можеше на тој начин да се направи. Ние направивме разговор. Но мислам дека не е тоа. Знаете, кога човек кога не е природен и кога не го зборува точно она што го мисли или не сака на тој начин. Исто, например, еве Вим Вендерс. Вим Вендерс беше исто доста резервиран. И, например, јас кога правам интервју, сакам да зборувам за конкретни теми, ликови, филмови. А он сакаше да зборува општо. И зборуваше општо. И целото интервју е општо за неговите патувања. Значи, не е она што јас би сакала да го имам. Или еве, уште еден пример ќе дадам, нели, можеби ќе биде интересно за тие кои ги сакаат. Исто така, филмските актери, автори. Хана Шигула ме одушеви, германската актерка, која нели работеше и најпозната е по работата со Фасбиндер. Она беше толку природна, толку едноставна, толку пријатна, значи нешто неверојатно, бидејќи сите постојано и поставуваа прашања за Фасбиндер. Она немаше никаков проблем со тоа. Многу ми се допаѓаат такви луѓе што имаат расчистено со тие работи и што знаат зошто го работат тоа што го работат. Она немаше никаков проблем да ја поставите прашања. Дали за неа, дали за нејзините улоги, дали за Фасбиндер, дури зборуваше дека она нешто и ќе направи, ќе ги собере неговите дела и ќе издаде, затоа што сето тоа имало значење. Толку многу ми се допадна, дури и кога раскажуваше како го одбила Дејвид Линч. Например, тогаш, знаете, сваќате, мене што ме одушеви, што сваќате дека она, иако била толку млада, точно знаела што сака и знаела зошто работи со Фасбиндер. А додека, например, Линч и понудил некоја улога, што еве искрено да кажеме, многумина во светот се одушевени од него,
од неговите филмови, од оние бизарни можеби моменти, ситуации, ликови, бараат значење во нив. Она беше толку едноставна и знаете што рече? Вика, не, ја одбив улогата само што ја прочитав. Вика, тоа беше тотално бизарна улога. Вика, во која што требаше јас постојано да бидам гола и мажот ме мачи, бидејќи он си има своји проблеми, а јас треба да уживам во тоа. Вика, тоа беше тотално бизарно и јас не сакам да глумам со него. Мислам, ме одушеви навистина со целиот нејзин настап, со сето она што она точно знаеше зошто играла во некој филм, играла многу различни улоги, знаеше тоа да го објасни. Значи, тогаш гледате дека зборувате со некој кој навистина го владее и го чувствува тоа што го работи и го сака тоа што го работи. Така да ви велам, имам многу различни искуства, јас буквално за тие искуства би можела една книга да напишам, бидејќи многу често ме изненадувале, но ви велам и тоа доста негативно. Има луѓе кои вака навистина ве одушевуваат од она што ќе го видите, но сосема се поинакви во природа. Или можеби едноставно, не знам. Ви велам, треба човек, особено кога се бави со една таква работа, многу е важно да може и да умее да расчисти со некој работа. Инаку тоа се одразува. Кога ве слушам вака, буквално за секој ваш пример си најдов музички еквивалент и целосно ве разбирам. Веројатно ситуацијата со сите уметници е таква, но се додека даваат дела, добри дела, ние ќе им простуваме, како велат уметниците, одат во пакет со сите каприци, со сите негативни страни. Кажете ми какво е вашето искуство со фестивалите? Се разликуваат ли амбиентите од порано и денес? Каков е вашиот впечаток? Што се случува на полето на филмот денес? Фестивалите, одев на вистина последниве 20 години многу на фестивалите. Различни се фестивалите, на сите тие фестивали, да речеме на големите фестивали, например, навистина е уживање да ги гледате филмовите, затоа што таму е една друга атмосфера. Навистина, големите фестивали, сите сакаат да дојдат на големите фестивали. Таму се пријавуваат, нели, сите автори, сите значајни и позначајни дела, како да кажам, не знам, можете да ги видите таму. Некако е привилегија, некако се создава баш тоа и го зборував неодамна со пријатели, со колеги, се создава една зависност, еден адреналин. Навистина уживате во целата таа атмосфера, ги гледате први филмовите, имате можност да отидете на пресконференцијата, да зборувате за тие филмови. И навистина ми е уживање кога ќе ги гледам тие филмови, кога можам за нив да пишувам, да размислувам. Има една поинаква атмосфера на големите фестивали. Кога дојдов прв пат во Кан, една колешка од Србија, знаете што ми рече? Ово е друга планета. Вика, ако надвор, нели, се случува ова или она, не знам што, овде сите трчаат, сите се како луди, сите сакаат се да видат, сите постојано се борат, нели, дали за информација, дали за филм, дали за интервју, дали за да пренесат, да направат извештај. Јас се изненадив, значи само во Кан тоа сум го доживеала, кога луѓето седеа пред врата и плачеа, заради тоа што не можеа да влезат на филм. А на големите фестивали е така се организирано, значи морате од сабајле го гледате филмот, потоа тоа е и така испланирано, за да можат дневните медиуми, особено дневните новинари, значи после тоа да отидат да напишат извештај. Бидејќи на фестивалите и на сите им е многу важно дневното известување од фестивали. Тоа е за големите фестивали. Сега на помалите фестивали има друга атмосфера. Таму, например, можете многу повеќе да уживате, да ги видите на друг начин, не морате, нели, да трчате на такви премиери, можете кога сакате. А јас многу сакам да ги гледам филмовите со публиката. Сега на големите фестивали тоа е невозможно, бидејќи таму е преполно. Значи, јас не можам во Кан да отидам да ги гледам со француска, тоа нема шанс. Мислам, никакви. Само со акредитација можете да влезете, можете на преспроекција и ги гледате со новинарите. А на малите фестивали, јас уживам да одам да ги гледам со публиката. И тоа ми е посебно доживување. И навистина, велам, тие фестивали се многу значајни од секој аспект. Меѓутоа, она што од секогаш ми било жал, е што во Македонија, дури и кога имавме медиуми, дури и кога ситуацијата беше поинаква, значи пред 20 години, кога јас
почнав уште поинтензивно да одам на фестивали. Значи, да ви кажам право, нема однос кон тоа, не умеа да го почитуваат тоа што можете да им го донесете од фестивали. Не беше како на другите. Значи, јас сум седела, еве да ви кажам, во Берлин, еве една ситуација, не знам, со Кейт Винслет имаше прес, седам на прес и се сите околу мене новинари типкаат, нели, на лаптоп, директно праќаат информации, бидејќи кај нив на работа се чека. Значи, се чека пресот и се известува за тој прес. Или имаше мои колеги, пазете, и од регионот, не збориме само за Variety, за Screen International, значи имаше од регионот, од Загреб, од Риека, кој што доаѓа новинар по еден за различна програма, кој не само што известуваа од пресовиот фестивал, туку пишуваа рецензии, им се чуваа места за рецензии. Значи, тоа кај нас, непоимливо. Јас се јавив, бидејќи сите околу мене нели пишуваат, јас сум на местото на настанот, сакам и јас да напишам. Тука сум, нема друг, да напишам за тој прес. За Кейт Винслет, тогаш беше филмот Читачот. И се јавувам на работа и они ми викаат, добро, може и утре. Ме разбирате, мислам, не е тоа, таму е таа атмосфера и ви е криво. Значи, до утре ќе излезе секаде, и BBC, и ова, секој може да го земе. Не е тоа проблем сега дека јас се тркам, ама тука сум. Зошто да не го искористат да го имаат први? Значи, имаш директно известување од таму, имаш свој човек, можеш буквално да напишеш ексклузивно, бидејќи е ексклузивно, и да го искористиш. Значи, никогаш нема однос. Морам да признам, еве, можеби не е нели имиња, но ќе го кажам само позитивното. Бидејќи на вистина оној што ме поттикна да одам и кој имаше поинаков однос кон фестивалите беше мојот прв уредник, главен уредник во Утрински вестник, Бранко Тричковски. И морам да кажам дека од него и почна тоа моје одење на фестивали. Он беше првиот што ме прати во Венеција и во Кан. И имаше еден поинаков, него му значеше тоа, дури и кога зборувавме за тоа на кој начин ќе одам, на кој начин ќе бидам сместена, он зборуваше, па не, ние сме вестник, како што тоа го правеа, да речеме, во Хрватска, што го гледав од колегите, или политика, или ние сме вестник, вика, ние нема да одиме синдикална некоја варијанта. Тоа, после тоа, со никого повеќе не сум го имала. Апсолутно со никого. Не им беше гајле, сама одев, значи тоа беше само 2 пати кога ми платија, сама одев, не знам, тако беше времето, се наоѓаа спонзори тогаш, и ви велам, иако си таму, иако си нашол спонзор, не знаеа да го искористат и многу пати не го користеа, и тоа ми било криво. А инаку фестивалите се навистина многу значени, многу е убаво да имаме луѓе на фестивали. Самите фестивали многу го ценат тоа, ако доаѓате редовно, мене ми се случувало Кан, што знаете колку новинери доаѓаат таму и што е за нив Македонија. Значи, колкава зборуваме читачка публика, не во смисла, значи они по тоа ценат, но бидејќи ти си доаѓал во Кан 10 години, они мене ми даваа неколку години пари, затоа што нели многу новинари се не можат да им понудат сместување таму на сите, но ми даваа пари во износ на, да речеме, ако 7-10 дена, колку што е реалната цена на хотелот, толку пари ми додаваа, бидејќи сум редовен проследувач на фестивал. Значи, тоа е нешто, замислете, за нив што значи Македонија и дека ќе излезе во наш вестник кој што има, не знам колку тираж. Еве, тогаш, нека имале, колку да имале, 20.000. Што е тоа за нив? Ништо. Меѓутоа, умеат да го ценат. Еве, и ден денеска што одам на фестивали, значи, самите фестивали ви плаќаат, некои плаќаат и патување, некои сместување и храна. Можам да одам заради тоа што самите фестивали го ценат тоа ако вие со години доаѓате и навистина се многу професионални и ви велам многу се значени, но морам да кажам дека фестивал не е лесно да се покрие и факт е дека кај нас имало само неколку новинари што можеле и ги покривале фестивалите како што треба. Сега тоа го имаме се поредко и поредко. Многу е жално, многу вистини кажавте и дотолку повеќе ми е жал што ги слушам овие работи, значи и тие шанси што постојат не се користат, а печатените медиуми веќе не знам дали можеме да ги изброиме на прстите на една рака и физички, а не само дали се релевантни или не се релевантни. Состојбата не ни е розова, но за среќа
За среќа имаме последниве години врвни филмови кои што си го најдоа сопствениот пат и вон оној систем кој што очекуваме да проработи. Кажете ми како вака фрлете една слика, ако може на последнава декада што се случува со македонскиот филм, не можеме да кажеме дека не бевме многу израдувани со Медена земја и со се потоа што следеше. Имаме мали филмови и студентски и на други автори со многу малку пари сработени, Ѓорче Ставревски да го споменеме. Имаме филмска сила, но имаме и многу проблеми. Ајде вака ако можете да резимирате во ова прашање. Да, кај нас е една многу необична ситуација. Не верувам дека во друга земја има толку контрадикторна ситуација. Затоа што знаете што, од една страна да, навистина ни се случија многу убави работи и тоа е многу добро, многу значајно за нашата земја. Навистина излеговме од тој еден калап, како да кажам, бидејќи иако овдека постојано, јас сум пишувала со години назад, постојано се пласираа некои неточни информации, дека ние сме биле на толку фестивали, дека сме направиле ова, дека сме направиле она. Значи, јас одев на фестивали и најотворено тогаш зборував и пишував дека македонската кинематографија многу малку ја знаја надвор и нема гледано ниту еден филм. Во сите еве жирија каде што одев, бидејќи нели сум представник на тоа на ФИПРЕСЦИ, меѓународното здружение на критичари. Значи, секаде каде што ќе отидев, освен пред дождот, ни еден филм не го знаеа од Македонија. Без разлика што тука постојано се пласираа информации дека ние сме снимале толку филмови, сме отишле на 30 фестивали, не? Навистина, тоа немаше врска со стварноста, без оглед што сте биле, но тоа не е тоа. Мислам да не разглавам што и зошто и како, но не беше тоа реално прикажано. Но, ние во последниве години, да, имаме успеси, но тие успеси не се заслуга на Агенција за филм. Тоа да направиме разлика. Значи, Агенцијата за филм кај нас, денес, јас најотворено пишувам за тоа и најотворено можам да зборувам, тоа си е мој став. Значи, Агенцијата за филм кај нас е приватизирана. Агенцијата за филм постои само за една група на луѓе од ДФРМ, која што зима огромни пари, од тие пари не гледаме некое фајде или некоја дека нешто е направено со тие пари, но оваа генерација која што се појави, навистина, а еве се појавуваат и млади, многу ми е мило. Значи, тргнувајќи од Медена земја, која направи огромен пробив во светот и го направи за македонската кинематографија тоа што никој од пред дождот наваму го немаше направено. Потоа да, Ѓорче Ставревски направи исто така одличен пробив, филмот многу убаво му помина. Потоа се појавија, значи, млади, Ана Јакимска, се појави Еве Марија Апчевска, се појавија и актери Сара Климовска, се појави која што еве само годинава, значи јас само последниот број на Филм Плюс не можев да го покријам од македонски, од настани и од македонски. Значи, освен што отидовме и што сме прв пат во трка за Златна палма, во официјална програма, со краткиот филм на Марија Апчевска, Северен пол, значи во јули беше во Берлин Сара Климовска и ја доби наградата во Shooting Stars. Еве сега веќе се подготвува, да кажеме, фестивалот Dream Short, кој што ќе кажеме дека е мал, се одржува 5-то јубилејно издание, меѓутоа верувајте ми како што го прават, можам слободно да ви кажам, дека за разлика од ДФРМ, кој упорно го присвојува браќа Манаки, овие за 5 години повеќе го развија, отколку што за 40 години браќа Манаки е развиен во тој поглед. Навистина, можам слободно да кажам, иако имаше некои директори, некои уметнички директори, некои селектори кои правеа исчекори за нешто да променат, но потоа пак ќе си го земат, нели, тие што е нивни и повторно се враќа на старо, за жал. Еве, ние имаме многу добар пример со Златна рамка. Златна рамка е тотално непотребна манифестација во Македонија, бидејќи тоа си постои како и други работи кај нас, само за да се земат пари, за жал. Значи, за Златна, видете, ако вие сакате да промовирате македонска кинематографија, еве, јас сум член 2 години на жири за арапски филмови. Значи, што прави Арапскиот филмски центар? Значи, прави 5-та година, они веќе доделуваат арапски награди, но што прават? За да го промовираат својот филм, значи, они прво направија огромно интернационално жири.
доделуваат награди, ние ги доделуваме, значи тие награди и се објавуваат наградите на Канскиот филмски фестивал. Освен тоа, они прават секаков вид на промоција на тие филмови. И прават копродукции. Значи, исто така, она што влегува во трка за тие награди, се и филмови каде што се и арапските земји малцински копродуценти, но целата цел е да се испромовира се што е арапски филм. И верувајте, се промовира и со списанија, и преку веб страници, и со средби, со станоци, со работилници, знаете колку многу се промовира. Значи, вие ако сакате, вие не можете македонска кинематографија на кој начин ја промовира Златна рамка. Прават овдека 3 дена кај што ги прикажуваат македонски филмови кои никој не отишол во кино да ги гледа, верувајте. Многу мала гледаност имаат нашите филмови. Они си прават Златна рамка, си ги прикажуваат не знам за кого и си доделуваат награди. И си ги делат пари. На кого го промовираат? Значи, ако сакате македонски филм да промовирате, или ќе го промовирате на Браќа Менаки, каде што ќе викнете странци, за они да го видат тој македонски филм, да се запознаат со нашите автори, да можат да направат контакти, еве како што направи, значи на помало ниво, Dream Short се поврза со Ниси Маса, која е најзначајна европска платформа за краток филм, веќе минатата година. Оваа година веќе влегуваат со еден најзначаен скрипт доктор во продукција, копродукција, фестивалот влегува за да направи со македонски автор филм краток во копродукција со некоја странска земја. Само како пример го давам дека ако сакате да промовирате, значи на тој начин се промовира македонска кинематографија. А не така што вие си правите една затворена манифестација, која за кого е наменета. Ме разбирате? Значи, кај нас, за жал, постои многу контрадикторна ситуација, а среќа е што има нова генерација, која одскокнува, која не зима толку големи пари. Еве, објавивме во последниот филм Плюс, со колку малку пари Марија Апчевска го направила филмот, а само да видите, за пример, со кои хонорари се прават филмови кои никој жив не ги видел. Сунчица, ако не ми забележите, јас вака и би го завршила разговорот, бидејќи кој сака да слушне, ќе слушне многу рецепти за успешна работа и ќе се препозна и во критиките, и во она што им се главни адути да одат понатаму. Навистина е радост што имаме многу млади автори кои што ете и со малку пари на голема врата влегуваат во филмската индустрија или филмската уметност. Јас ќе ви посакам така успешно да продолжите со Филм Плюс, не верувам дека времињата се лесни, не верувам дека и вам ви е лесно во овие констелации да го држите вашиот став секако таму високо, како и секогаш, и исто толку цврсто од кога јас ја следам вашата работа ете одстрана. Јас само ќе ви кажам за да се сеќавате на ова интервју кое што не навлегуваше не во доменот на оние прашања што вие ги сакате најмногу да ги поставувате, значи тесно специјални за самата филмска уметност, но ние се обидовме овде да ја откриеме вашата личност, некои од вашите размислувања и јас се надевам дека успеавме во тоа. Појдете во некој од книжарниците на literatura.mk да си одберете некоја книга по ваша мерка, да ве подсетиете на ова интервју кое чинам дека нема да биде последно, ако имате волку работи за кажување и волку искуства за споделување. Благодарам за ова гостување. Благодарам многу, јас само две работи ќе искористам, дека да во литература МК исто така и јас ги имам моите изданија таму и ќе ми биде многу мило да отидам во МК, да, и да одберам издание. Само сакам за Филм Плюс да кажам, ви благодарам нели што го спомнувате и што ни посакувате, јас се надевам дека ќе продолжи и верувајте, сите соработници и надворешни дописници работат без пари. Сите. И никој не поставил прашање. Од надвор дописниците буквално се, не знам како да кажам, збора наков, нели, да употребам жаргонски, се потепуваат, да не ме остават, да немам текст од нив за секој број, случајно да не ми фали. Вие не знаете, и никој од нив не бара пари. Тоа е нешто неверојатно, иако излегува на македонски. Пофалба за новинарските сили, но критика за државата што или како веќе спонзори кои што не гледаат атрактивност во најатрактивната уметност, би рекла, која што секогаш возвраќа во голема мерка. Ви благодарам, Сунчица, уште еднаш. Ви благодарам и јас.